Со објавување на последниот повик за поддршка на проекти, државата ќе го заврши користењето на средства од ИПАРД 2 програмата и ќе ја почне новата ИПАРД 3 програма на Европската Унија. Тоа ќе значи зголемување на износот што ќе го добиваат корисниците во земјоделството и руралниот развој, односно наместо досегашните 60 милиони, со новата ИПАРД 3 програма на располагање ќе има 97 милиони евра, како неповратен дел од фондовите на Европската Унија, а со националното кофинансирање вкупната сума ќе изнесува 120 милиони евра. Од платежната агенција најавија дека во новата ИПАРД 3 програма ќе бидат вклучени и општините. Тие ќе можат да аплицираат со проекти за унапредување на руралниот развој, при што ќе добиваат целосна покриеност со средства, односно ќе нема потреба самите да кофинансираат. Како мерка ќе биде ставена на располагање за самите општини, односно за урбанизирање, модернизирање на руралните средини преку инвестиции во патна инфраструктура, водоводи, канализации, партерно уредување, велосипедски патеки, осветлување и така натаму. Се работи за средства кои што моментално во самата финансиска рамка на новата ИПАРД 3 програма се определени 17 милиони евра кои што би биле дадени на располагање на самите општини. Покриеноста на инвестицијата ќе биде 100%, значи овде ќе нема кофинансирање од страна на општините, секако тие ќе треба да се спроведат соодветни јавни набавки по европските прак правила за истите да известат агенцијата се тоа да го провери, да го одобри, да се реализира инвестицијата, секако преку нашите механизми за контрола на терен, истата инвестиција да се верификува и како таква да се исплати од нашата страна во вид на 100% финансирање. Сметам дека тоа е една мерка која што ќе најде на огромно задоволство кај општините, кои што за волја на вистината некои од нив сметам дека се прилично спремни да влезат во една таква инвестиција, бидејќи се кориснички на оние прекугранични средства крос-бордер програмата која што постои помеѓу земјите од Западен Балкан, меѓутоа и за сите они кои што чувствуваат потреба за поголемо информирање за самата мерка, Министерството заедно со агенцијата соодветно ќе спроведе теренски кампањи, ќе бидат мобилизирани сите човечки ресурси кои што ќе бидат ставени на располагање на службите во општините за да можат да ја припремаат соодветната документ. Од Министерството за земјоделство истакнаа дека со ИПАРД 3 програмата поголем дел од средствата ќе бидат насочени кон подобрување на условите за живење во руралните населени места. Предизвик на општините да ги вклучиме на почетокот на 24-та година да може да аплицираат. Ако во ИПАРД 2 ефектите ги видовме во преработувачката индустрија, во ИПАРД 3 очекувам да биде фокус руралниот развој и користењето на ИПАРД средствата од општините. Само со инвестиции во сите општини може да ги задржиме, да ги вратиме младите во руралните средини, во селата и токму затоа нарадува и големиот буџет и акредитацијата на мерката за рурална јавна инфраструктура за која што сакаме да потенцираме дека е пред самиот крај. Не е нешто што го почнуваме сега, туку оваа мерка е пред финалните постапки кои што траат неколку години и затоа еве во ИПАРД 3 ставаме на располагање. Последниот повик од ИПАРД 2 програмата ќе биде објавен на крајот од оваа недела, а вкупната финансиска поддршка ќе изнесува 8 милиони 800 илјади евра. Крајниот рок за поднесување на барањата ќе биде 18 септември, а инвестициите што ќе бидат одобрени ќе мора да се реализираат до 31 мај идната година. Последниот повик од ИПАРД 2 програмата се однесува на мерката 3 инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Неуспешно заврши постапката за избор на фирма што ќе ги одржува сливните решетки на улиците во Кочани во период од една година. На јавниот повик што беше објавен минатиот месец, на адресата на општината не пристигнала ниту една прифатлива понуда, поради што целата постапка е поништена. Од општинската буџетска сметка беше предвидено за одржување на решетките да се потрошат 320.000 денари во нето износ, но тој не предизвикал интерес кај потенцијалните изведувачи. Според техничката спецификација, во списокот за одржување на сливните решетки се најдоа улиците Роза Петрова, 1 мај, Страшо Ербапче, Димитар Влахов, Тодосија Паунов, Асном, Браќа Ставреви, Славчо Стојменов, 14-та бригада, Христијан Карпош, ВМРО, Лјупчо Сантов, Стамен Манов, Белкамен и Февруарски поход, како и во околината на трговскиот центар.
Од изведувачот на работите се бараше да изврши замена на оштетените сливни решетки со композитен материјал на вкупна површина од 14 квадратни метри. Исто така, како обврска во условите на тендерската постапка, беше да се врши секојдневен редовен увид, чистење и поправка на сливните решетки за атмосферска канализација најмалку 2 дена во една седмица. При итен случај, по писмено или телефонско барање од општина Кочани, се бара од давателот на услугата во рок од 3 часа да излезе на терен за да го отстрани дефектот, а за завршените работи секој месец да доставува месечен извештај. По неуспешната јавна набавка се очекува општина Кочани да објави нова, во која можно е да се променат дел од условите или пак висината на сумата за одржување на решетките. Управата за јавни приходи продолжува со проектот за достапност до граѓаните, поради што со писмен допис ги известува жителите на руралните општини во источниот регион, во чии населени места нема соодветни даночни шалтери, дека ќе им овозможи да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без при тоа да доаѓаат во нејзините регионални канцеларии. Реализирањето на активноста мобилен даночен шалтер, што е можно за поголема достапност до даночните обврзници, ќе се реализира до крајот на овој месец. Едно од 3 специјално опремени комбиња во текот на наредните 2 недели ќе престојува во источниот регион, односно в петок на 16 август ќе го посети Зрновци. Возилото ќе биде стационирано пред општинската зграда во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните и овластените представници на фирмите, без да го напуштат своето место на живење или работа, ќе можат да ги добијат сите даночни услуги и информации, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и слично, како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилните даночни шалтери, посетите на помалите населени места ќе продолжат и во наредниот период. Целта на вработените во управата е секој месец да ги посетуваат населените места каде немаат постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население и бизниси. Екипата на Илиев 2019 од Кочани е победник на традиционалниот турнир во мал фудбал, што се одржа во рамки на 10-тите спортски игри во Зрновци, а по повод празникот Илинден. Во финалето, екипата од Кочани беше подобра од тимот на Булевар, со што го освои победничкиот пехар. Организатори на турнирот беа општина Зрновци и локалниот младински совет, од каде изразија задоволство од прикажаната игра. За најдобрите екипи и поединци беа обезбедени награди и признанија. Градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев упати благодарност до учесниците за покажаниот ферплеј и спортскиот дух, со што заеднички сите придонесоа турнирот да помине во најдобар ред и достоинствено да се одбележи големиот македонски празник Илинден. Во борбата за третото место на фудбалскиот турнир во Зрновци играа Бока Јуниорс и Фабијан, кој минатата година беше и победник, а годинава го освои бронзениот пехар. Покрај признанијата и пехарите на најдобрите 3 екипи им беа доделени парични награди во износ од 30, 20 и 10.000 денари. За најдобар стрелец на турнирот беше прогласен Ефтим Аксентиев, кој настапи за победничката екипа на Илиев 2019. Признанието најдобар играч му припадна на Мартин Малчев, а Никола Јовановски беше прогласен за најдобар голман. На празникот Илинден се одигра финалниот надпревар во рамките на 51-те Илинденски спортски игри во Чешиново. Подобра беше екипата на жиганци која го совлада Пантелеј со убедлив резултат од 6:2 и го освои победничкиот пехар. За најдобар стрелец и играч на турнирот беше прогласен Пеце Стојанов од победничката екипа на жиганци. Фудбалскиот турнир во рамките на Илинденските спортски игри годинава се одржа по 51 пат, а беше во организација на општина Чешиново Облешево. Интересот за учество годинава беше слаб и се пријавија 6 екипи.